почитуван председателе, почитуван заменик министер, почитувани медиуми, почитувани колеги. Трет ден како пред нас го имаме историски највисокиот, нереален, инфлаторен и расипнички буџет и 6-та година со ред како представниците на власта не убедуваат дека токму овој буџет е за економски раст. Како дојдоа СДС и ДУИ на власт, само слушаме за економски раст, допред некоја година слушавме и за инвестицијски бум, но сето тоа ни донесоа само инфлација и катастрофален животен стандард. Со што не направија вице-шампиони во Европа по степенот на мизерија. Состојбата е застрашувачка. Повторно се ќе падне на терет на граѓаните. Дека е историски највисок овој буџет од 5,3 милиарди евра. Не треба многу да објаснувам. Самата бројка си кажува се. Кога велам нереален, мислам на вештачкиот раст на приходите кои растат заради инфлацијата, која пак ни го јаде животниот стандард. Кога сме кај инфлацијата, знам, ќе кажете дека е увезена и ќе се согласам дека еден дел можеби е увезена, но во најголемиот дел инфлацијата е резултат на погрешни политики. Она во што е најуспешна оваа влада е дефинитивно задолжувањето. 600 милиони евра годишно не задолжувате, а со овој буџет во следната година ќе не задолжите за 1,5 милиарди евра и јавниот долг ќе ни достигне 8 милиарди евра. Трошоците за камати, кои ќе не чинат 210 милиони евра, вие побиваат тезата дека ефтино не задолжувате. Цехот од расипничкото трошење ќе го плати нашиот искинат народ, од кого со овој буџет преку казни планирате да земете 152 милиони денари повеќе од минатата година. Навика ви стана да земате од народот и да се луксузирате на неговиот грб. Па така, со овој буџет сте предвиделе 2,2 милиарди денари повеќе за плати и надоместоци во однос на буџетот за 2022 година. 131 милион денари повеќе за патни и дневни расходи и 970 милиони евра за разни трансфери во кои ја маскирате вашата криминална матрица. Значи, ставката разни трансфери е како никогаш досега највисока, како што кажа, рекордни 970 милиони евра, што заедно со сите останати податоци јасно укажува на фактот дека буџетот што го предлагате е инфлацијски, а не развоен. Во 2022 година имавте одвај 52% реализирани капитални инвестиции, камче немате поместено, а денес не убедувате дека ќе сте реализирале 800 милиони евра. Кој ќе ги види, ќе раскажува. 66 милиони денари кратите на привлекување на странски директни инвестиции. 107 милиони денари помалку за финансиска поддршка на инвестициите. Ама ќе сме имале економски раст. Како до економски раст со вакви лоши буџетски политики? Без јасни политики за приватниот сектор, без авторитет во економскиот тим на владата, не можете да влеете доверба кај инвеститорите. Економскиот амбиент мора да биде стабилен и предвидлив за инвеститорите да сакаат да инвестираат и да останат во Македонија. Но еве, дојде декември месец, а вие не ни знаете што точно ќе правите со даночната реформа која ја спомнувате, а која никој од бизнисмените не ја видел и тие буквално не знаат што да планираат. Затоа никој не ви верува. Затоа нема инвестиции и интересот за производство опаѓа, а тоа не е добра иднина за нас. Тоа што задоснато реагирате, тоа што бизнисите и земјоделците не добиваат навреме помош, ќе доведе до затварање на производствените капацитети, изголемување на невработеноста и наместо економски раст, економијата ќе ни влезе во рецесија. Висината на каматните стапки, несигурното опкружување и намалената економска активност негативно влијаат врз инвестицијската активност на приватниот сектор, која дополнително ќе биде погодена од измените во даночната политика. Нема да ме чуди ако во наредниот период приватниот сектор се соочи со должничка криза, бидејќи отсуството на буџетска поддршка за населението и фирмите и отсуството на мерки за одлагање или репрограмирање на долговите на приватниот сектор кај банките, сигурно ќе се рефлектира врз ликвидноста и солвентноста на фирмите на буџетот на населението.
За да се одржи домашната економија и конкурентноста на домашните производи и услуги, но и за да се зачуваат работните места, компаниите имаат потреба од итна поддршка од владата, бидејќи бизнисите претрпеа финансиска штета плаќајќи сметки за струја некаде и до 6 пати повисоки од минатогодишните. Затоа, како пратеничка група, цело време инсистираме да ги намалите непродуктивните трошоци во буџетот и да ги употребите за поддршка на компаниите и за зачувување на работните места. Стопанството во нашата земја вработува околу 680.000 луѓе, создава додадена вредност, го полни државниот буџет и без негов раст и развој не може да се постигне општествен напредок. Затоа и сметаме дека доколку сега ја добие потребната поддршка по стабилизирање на состојбата, тоа многукратно ќе се врати преку полнење на државниот буџет. Но вие на сето ова ни кажувате дека е криза. Сите гледаме дека е криза, не можеме да си ги платиме сметките, доживуваме секојдневни шокови од цените по маркетите, гледаме како бизнисите маки мачат, но вие сте носители на одлуките и вие треба да понудите решенија, да донесете раст и развој, а не да ни кажувате дека е криза. Цените на прехранбените производи се зголемени за близу 30% заклучно со септември, а кај поедини производи зголемувањето надминува и 50%. Поради високите цени, прибирате огромни средства од ДДВ и истите ги трошите за купување октоподи, бифтеци и златен прибор. И додека стапката на сиромаштија во Македонија е над 20%, додека сите се прашуваме како ќе се намалат стапките на инфлација, додека се намалува животниот стандард, а граѓаните ги рационализираат своите трошења, вашиот премиер Димитар Ковачевски, наместо да им понуди некаква надеж или помош, наместо да работи во справување со инфлација, тој се занимава со стендап комедија низ Македонија. Инфлацијата мора да се стопира, фискалната одржливост мора да се врати. Нели ви е срам што Државниот завод за ревизија изрази неповолно мислење во однос на вистинитоста и објективноста на финансиските извештаи на Министерството за труд и социјална политика? Вашето лицемерие се гледа и во ставката со која за 79,78% во однос на иницијалниот буџет ги кратите средствата за родова еднаквост и недискриминација, а не испуштате прилика во разните соопштенија да кажете колку се грижите за родовата еднаквост. Еве, буџетов ви беше совршена прилика да ја покажете реалната грижа, која значи 91,22% помалку средства за оваа намена. Всушност, вашата грижа за родова еднаквост се гледа во бројот на министерки во вашите редови. Само да ви кажам дека државите во кои родовата еднаквост е вредност со висок приоритет, се економски поуспешни држави, низа истражувања го покажале тоа за приватни фирми. За да имаме одржлив развој понатаму и да имаме добри предуслови за развој на нашата држава и демократијата, важно е да ги вклучиме подеднакво и жените и мажите во сите структури на општеството, да го искористиме нивниот капацитет подеднакво, никој да не биде заборавен или занемарен. Каде ви е секретаријатот за родова еднаквост како централна точка за водење политики и градење институционални механизми за родова еднаквост? Еве што констатира и Државниот завод за ревизија во својот извештај на оваа тема. Вака вели во извештајот: мерките и активностите кои ги преземаат надлежните институции не се доволни за да обезбедат ефективно воспоставување на концептот за еднаквите можности на жените и мажите во процесите на креирање и спроведување на политиките. Следење на постигнување на целите на родово одговорно буџетирање во сите фази од циклусот на креирање на политики, тоа значи откривање и проценка на проблемот, буџетирање, спроведување, следење, евалуација и остварување на целите на агендата за одржлив развој 2020-2030. Од надлежните институции во Република Македонија на национално ниво не се целосно спроведени мерките и активностите кои се планирани и поставени со донесената тековна стратегија за родова еднаквост. Националните планови за акција и оперативните планови, поради отсуство на мерливи индикатори, не може целосно да се следи напредокот на остварените резултати и исполнетоста на специфичните цели. Исто така, Државниот завод за ревизија утврди недоволна координација и комуникација помеѓу надлежните институции, недостиг на финансиски средства за спроведување и имплементација на процесот на родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Тоа значи дека на институционално ниво потребно е превземање
на активности за подигнување на свеста за значењето на родовата еднаквост на раководните лица во институциите, подобрување на кадровската екипираност за спроведување на процесот на родова еднаквост, како и континуирано стручно усовршување на вработените во институциите за родова еднаквост. Не се прецизно утврдени активностите, начинот на кој треба да се спроведат и не се создадени целосно услови за спроведување на процесот на родово одговорно буџетирање во сите фази кои опфаќа проценка на проблем, буџетирање, спроведување, следење и евалуација. Во Законот за буџетите не е уреден концептот за родово одговорно буџетирање и не се усогласени останатите закони во делот на родовата еднаквост, што придонесува за ненавремено и целосно исполнување на родовите цели. Во програмите предвидени со родово буџетски изјави не се поставени соодветни мерливи индикатори, не е извршено сублимирање на постигнатите резултати и прогресот со цел донесување на одлуки за понатамошниот тек на програмите. Понатаму констатирано е отсуство на систематизирани работни места, координатор за родова еднаквост во министерствата и поголемите органи на државна управа, со што не се обезбедува континуитет во спроведување на процесот за родова еднаквост и родово одговорно буџетирање. Сето ова има влијание врз ефективноста на спроведување на процесот на оваа тема на која што ви изложив низа податоци и бројки. Понатаму има сепак, ова се однесува на органите на државната управа, се што говорев на централно ниво, има за цел да се осигура дека предвидените и алоцираните средства еднакво ќе ги зимаат предвид и одговараат на потребите, интересите и приоритетите и на жените и на мажите. Премногу лажни ветувања на оваа тема. Што бидна со евроинтеграциите? Мислите дека ќе стигнете во Европската Унија само и единствено преку потпишување на капитулантски договори? Не, колеги. Европските стандарди налагаат квалитет, реформирана јавна администрација, конкурентни мали и средни предпријатија. Но вам ви пречи зголемувањето на конкурентноста на малите и средни предпријатија, за да не им конкурираат на вашите омилени компании при објавување на тендерските постапки. На ова ви окажа и Европската Унија во својот извештај. Она што е најинтересно, односно најжално, што мерки за намалување на сиромаштијата нема. Во точката Б, мерки за намалување на сиромаштијата се сте намалиле. За 57% се намалени средствата во точка Б5, тоа е субвенционирање на придонеси за поддршка на плати. Да се чуди човек, според владата како да нема потреба од поддршка на платите, како да поминала сиромаштијата и дошол животот. Па како можете, е логично прашањето да го прашувам, како можете да си дозволите да кратите токму од најсиромашните? Мерките за поттикнување на вработување се мерки кои значат можност за вработување за лица кои имаат потешкоти во наоѓањето работа. Тоа се лица без квалификација или лица со ниско образование, а со самото тоа и се најподложни на сиромаштијата. Вие и на нив кратите. Нека ви служи на чест. Понатаму, овој буџет говори и за тоа дека ниту се грижите за најмалите, ниту пак за старите лица. На најмалите сте им скратиле над 47 милиони денари, а всушност во што кратите? Кратите на изградба, опремување и одржување на објекти за социјална заштита и домови за стари лица. Жално е да кратите во најкритичните полиња во делот на социјалната заштита, за кои сите сме сведоци дека моментално се наоѓаат во ужасно лоша состојба и недостаток на капацитети. Да не ги спомнувам студентите на кои буквално им го зедовте лебот од уста и ги гледаме по улиците како се борат за оброк. Наместо да си ги реализираат своите таленти и да се движат кон големи работи. Им скративте 52 милиони денари за ученички стандард. 181 милион денари помалку за студентски стандард. Им ги намаливте средствата за инвестициите во образованието во износ од 100 милиони денари помалку, а ги преполовивте и средствата за наука за 144 милиони денари помалку. Каде ви се реформите? Од реформи имаме само најава. Наместо да работите на реформи, вие реформите ги заменивте со понизност и рака која ќе потпише се и се што, само за да не работи. Затоа, наместо да броиме нови фабрики, домашни и странски инвеститори, нови бизнис инкубатори, предприемачки иновативни центри, ние броиме затворени работни места.
Имаме зголемен ризик од стагфлација и земјата мора да започне со реализација на реформи кои можат да го поттикнат потенцијалниот раст на среден рок. Граѓаните знаат дека одиме во провалија. Според една неодамнешна анкета, 60% од граѓаните сметаат дека Македонија се грижи во погрешна насока. Луѓето се разочарани од работата на владата, не веруваат во судството, а најмногу или двојно повеќе веруваат на ВМРО ДПМН отколку на СДСМ. Кога се фалите со покачување на платите од 5 до 10%, во зависност од институциите. Чесно е на граѓаните да им кажете дека при просечна инфлација од 13,2%, односно при инфлација која за октомври е 19,76%, скоро 20%, тоа што го добиле како покачување веќе изгубило вредност. Ова го тврди и Светската банка, според која цитирам: растот на номиналната нето плата во просек изнесуваше 9% до јуни 2022, но домашната инфлација го надмина растот на платите, така што реалната нето плата стана негативна. Значи, ова, како што кажав, ја цитирам Светска банка. За животна средина. Нели ќе немаше компромиси кога се работи за аерозагадувањето и животната средина, така најавувавте. Наводните заложби за заштита на животната средина останаа само една добра маркетинг кампања. Само да потсетам дека ќе се вршеше интензивно за зеленување на државата, особено во најзагадените градови, ќе се поставуваат зелени коридори, бариери на критичните точки и така натаму. И наместо тоа, дозволивте да се соголат шумите и дозволивте дивоградби и дрвосеча во национални паркови. Енергетската и економската криза се сериозна закана за стандардот и квалитетот на животот на граѓаните, но и за опстанок на стопанството и економијата. Додека народот ни е гладен и сиромашен, од Ковачевски слушаме само демагогии, наместо конкретни мерки и чекори. Затоа, во текот на амандманската расправа, ќе ви понудиме предлог мерки и апелирам да ги прифатите, затоа што се внимателно таргетирани, како што и претходно внимателно ги таргетиравме, така се таргетирани и во амандманите, и ги опфаќаат токму најранливите категории граѓани, но истовремено ќе бидат поддршка и за стопанството. Овие 200 амандмани, кои што ги имаме поднесено, се резултат на континуирана комуникација со стопанските комори, синдикатите, студентите, средношколците, граѓанските организации и токму затоа имаме предлози во областа на деношната политика, образованието, научно-истражувачката работа, здравството, инфраструктурата, спортот, културата, земјоделството и така натаму, за кои ве молам најискрено да ги прифатите, за колку толку да им помогнеме на граѓаните. Ако и понатаму се обидете да калкулирате, само ќе потврдите дека наместо граѓаните, пред се го ставате личниот интерес и дека најгломазниот буџет, најпомпезно најавувам во историјата на државата, ќе ви служи само за криминал и корупција. Благодарам. Ви благодарам и на вас за реплика и пријавен